Семејството на Ристе Бањоглав од Долни Балван купи неколку денови од извршителот за да не биде присилно иселено од својот единствен дом. Неговата мајка, на чие име се води имотот, одби да го потпише документот со кој нивната куќа се предава во владение на доверителот. Ние нема да му даеме владение, нема да му подпишеме владение, ние се надаме на жалбата до апелација која што ќе ја дадеме и таа жалба 100% сме убедени дека ќе биде на наша страна и дека имотот мора да ни го врати. Пред 6 години Бањоглав зел пари на заем од роднина. Како залог ја оставил куќата, позајмицата ја официализирал и пред нотар. Тврди дека дел од парите вратил, но бил одбиен долгот што пораснал поради каматите да го плати на рати. Обвинува за низа пропусти. Извршителот одби да зборува, а без коментар беше и доверителот. За долг од 10.000 евра, Бањоглав ја изгуби куќата и трлото како и земјиштето под нив, а неговиот имот 18 пати одел на лицитација. Јас немам каде да одам со овие две деца. Ова ми е моје единствено место за живење. Пред куќата на Бањоглав овие 2 дена има полиција. А во полициско возило вчера заврши неговата мајка, која има над 70 години. За Ристе голем проблем се и животните, што ако апелација ја потврди одлуката за извршување, ќе мора да ги исели од трлото, бидејќи стоката нема каде да ја носи. Во вакви случаи, кога има поголем број животни, извршувањето мора да биде со инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи животните не можат да бидат пуштени туку така без храна и вода, велат од Анима Мунди.